влијанието на вештачката интелигенција врз слободата на медиумите и пребрзиот развој на технологијата се сериозни предизвици за новинарството кое мора да ги издржи да биде во тек со нив. Остануваме на констатацијата дека во овој нов свет само професионално и етичко новинарство може и е најдобрата одбрана против дезинформациите и лажните вести, бидејќи утре е 1 мај. Денеска нема да зборувам многу за состојбата на новинарите и медиумските работници, но денес во Македонија, иако навидом постои слобода на изразување, таа е под сериозни, суптилни закани кои произлегуваат од центри, од притисоци од центри на моќ, лоша финансиска состојба во која се наоѓаат медиумите, развој на цели медиумски пустини, во голем дел од територијата на државата, односно цели региони, места, локални заедници, каде што повеќе немаме ниту еден новинар, а камоли цел медиум. Слободата на медиумите е тесно поврзана со правото на пристапот на граѓаните до информации, како едно основно човеково право, клучно за информирање, за донесување на одлуки, за подобрување на јавниот дискурс и за функционирање на општеството во целина. Новинарството е професија што има посебна мисија да го штити јавниот интерес, да ги штити интересите на граѓаните, да биде совест, но да биде и гласот на заедницата. Вие не сте само обичен дел од нашето секојдневие или од сите ние што живееме во општеството, вие сте многу важен дел и како професионалци, меѓутоа и како поединци. Затоа што чинот на дарување крв не дели дали сме вакви или онакви, помалку или повеќе важни. Во моментите кога е потребна крв и крвни продукти, важни се сите крвни групи, важни се сите дарители кои што сакаат да направат хуман чин.